Дел од жителите во руралните средини во Пекчевскиот регион и самиот град Пекчево генерално се задоволни од работата на општината во изминатите 3 години. За едни добро е што им изградиле мост, за други обновата на резервоарите и изградбата на улици она што ги прави задоволни, додека за трети прилично е регулирана патната инфраструктура во градот. Последно време е нормално, да. Значи многу работи што фале, ќе се оправи. Многу благодарност до градоначалникот Драганчо Тренчовски од Пекчево, на општина Пекчево, што ни го направија и мостот кај нас таму. Не може да речем да напаѓам и претходни градоначалници и сегашни и тие. Толку е капацитетот, толку е силата на општината, толку е можноста и мислам дека е задоволително. Мислам дека се направи доволно. Имаме резервари, направија, улиците сите се асфалтирани со бекатони, кај школото тука. Реновирано е се. Па има нешто се работи, ама многу малку. Улица една направена, за сега тоа е. Види, има нешто, прави се, сака да се помогне, прилично е регулирано, ето, патишта, вода, канализации, тоа е средено, се добро имаме. Сепак помеѓу задоволството стојат и желбите за она што дополнително треба да се сработи како во руралните средини, така и во градот. Во село Црник, меѓу најголемите приоритети за жителите е обновата на постоечкиот водовод. Водоводо, пример, треба да се обнови, треба да се прочисти водата, мисля тие цевки, мевки што треба да се направат. Проекти треба, сигурно се грижат општината за таа работа. Дај Боже ќе биде. Па имаме ние проблеми у селото. Ние сме на, мислам, планинско место. Водата ни е проблемот за пиење. Проблем број 1. Секој обеча да се направи, да се дотури вода и летоска ја нема доволно, но тоа е само пред избор. После избори веќе никој не се враќа. И така, место да пиеме чиста вода, ние кал носи водата, кал, талук и така. Ние сме задоволни на општината, но треба што уште повеќе да работи, има недовршени работи, неколку улички тука, имаме проблем, најголемиот проблем е со водата за пиење. Како приоритети за следната година, градоначалникот на Пекчево Драган Тренчовски ја најави изградбата на социјална зграда, градска капела и реконструкцијата на 3 километри патна мрежа во Пекчево. Заедно со владата изградиме социјална зграда во која ќе има 34 стамбени единици или ќе домиме 34 семејства од социјален ризик. Продолжуваме со проектот Пекчево без кал. Во 21 век нема да дозволиме нашите сограѓани повеќе да газат во кал. Ќе продолжиме со изградба на улици во сите населени места, по претходно утврден приоритет. Ќе се реконструираат 3 километри улици во градот Пекчево. На моје огромно задоволство можам да споделам со вас дека во тек е подготовка на техничка документација за изградба на градска капела во Пекчево. Тренчовски додаде дека само за 3 години наталжениот долг кој го имал градот, општината успеала да го намали и да ја раздолжи во висина од над 1,1 милиони евра.